Долго очекуваниот проект реализиран во соработка помеѓу општините Босилово и Василево и со Министерството за труд и социјална политика, детската градинка во населеното место Моноспитово деновиве беше мета на вандалски чин. Од општина Босилово веќе поднеле пријава до СВР Струмица со цел да се откријат сторителите и да се превзимаат соодветните мерки за санкционирање и понатамошна превенција. Детската градинка, објектот во Моноспитово, почна да работи пред извесен период, значи со полн капацитет. Тоа е градинка со отприлика згрижува 40 на дечиња. И еве направивме напори заедно со општина Василево и со Министерството за труд и социјала и еден таков објект да работи во општина Босилово. Меѓутоа, за жал, ни се случуваат и некои несакани појави. Детската градинка се наоѓа во дворот на Општинското основно училиште Борис Трајковски и обично во вечерните часови, добар дел од млади лица таму се собираат и тоа е вред, меѓутоа ни се случуваат и некои работи кои не треба да се случуваат. Првиот човек на општината апелира до сите граѓани да не ги уништуваат, туку да ги штитат објектите кои се направени за сите, а со тоа и да им се укаже на помладите генерации да не нанесуваат штети бидејќи тие се направени и за нив. Градоначалникот изјави дека се уништени фасадата која вандалите се обиделе и да ја запалат, скршен е и еден прозорец и искршени се и реквизити кои се поставени со цел дечињата да се играат. Значи се уништува дел од она што е таму изградено. Последната појава е, значи се уништува дел од фасадата на самата детска градинка, која е направена по највисоки стандарди во однос на енергетска ефикасност. Значи се вади најпрвин горниот слој, потоа мрежата и се доаѓа до изолацијата која е подложна на запалување. И еден дел од фасадата е уништена и пробана дури да се запали. Значи таа појава ние ја забележевме. Ова е првата градинка за деца од предшколска возраст, проект за кој владата и општината заедно имаат издвоено 5,5 милиони денари. Градинката е сместена во адаптиран објект во рамки на основното училиште Борис Трајковски. Има капацитет за згрижување на 40 деца. Објектот располага со 3 занимални, кујна, трпезарија, котлара и се што е потребно за функционирање на еден ваков објект.